Во кафулињата низ Тетовско камењане најчесто има само мажи. Затоа што такав е обичајот кај нас. Тоа е причината за отворање на првото кафуле за жени, FM, кое очигледно ќе внесе културолошки промени во овдешното живење. Да се интегрираме некако во модерниот живот, во урбаниот живот. Нема ништо лошо да се прошеташ со децата, со мажот, со фамилијата, нели како што излегуваме во град, можеме и тука да излегуваме. Па како мажите што се дружиле и ние ќе се дружиме. Ова е супер акција, мислам некоја така што треба и жените да видат. Прогресивно е нешто, напред за жени. До сега немало вакви работи. Жените од камењане велат дека менталитетот треба да се менува. Сега и тие имаат место на кое ќе може да се дружат и да ги разменуваат своите идеи. Собственичката Медина Синани вели дека со ова кафуле ќе се направи баланс меѓу местата кои ги посетуваат мажите и жените. Ова место навистина фалеше во цело Камењане и во регионот. И би сакала да кажам дека ова е женски клуб што ќе има многу повеќе од кафе. Имаме и игри за деца, имаме и exhibit point и би сакала ова жените да го прифатат и бидејќи е најдобро за нив. Сопругата на американскиот амбасадор Пол Волерс, Мери Џо, смета дека со ова се подобрува положбата на жените во општеството. Ова е многу повеќе од едно место за пиење кафе. Ова е место каде што можеме да го видиме успехот на жените кои што се само вработиле, како што може да видите, имаме тука рачни изработки, но исто така имаме и домашна храна која што ја изработиле жените. Иницијативата е од сите страни помало. Во текот на разговорот, во текот на тоа што значи да се намалува невработеноста, едноставно ние се определивме тука да имаат прилика сите жени да се покажат, односно да видиме колку се тие спремни за да менаџираат, да бидат менаџери, добри менаџери. Кафулето засега е наменето само за жени, но собственичката вели дека со текот на времето и мажите ќе бидат добре дојдени. Ова е позитивно нешто што се отвара ваков клуб едно за да се соберат жените. Кафулето FM, или како што го нарекуваат клуб на жени, е отворено со поддршка на USAID. Целта на проектот е да се развие предприемништвото кај жените.